Господине Ристевски, Гоце Делчев својот пркус, борбата за правичност, за слобода и права, ја манифестира уште како дете. Од земскиот свет си замина на само 31 година, но неизбришливо остави корен во колективната меморија на македонскиот народ. Вие пред недела дена, подсетувајќи се на ликот и делата на Гоце Делчев, а по повод 152 годишнината од неговото раѓање, мисловно ми се чини дека влеговте во неговата глава и се обидовте да дадете одговор на едно често поставувано прашање од мнозинството на македонскиот народ, кое во нивно име го поставивте, а кое прашање гласи: што ќе ни кажеше Гоце Делчев да беше денес жив? Одговорите на замисленото прашање, но и пораките кои ги имате дадено во таа ваша вид на колумна, се доста интересни и би требало да се еден вид на аманет, кауза и борба на секој македонец. Ќе сакате ли да не ги пренесите, ако не сите, барем дел од пораките, кои, како што и вие пишувате, се и ваш став, кауза и борба? Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да си го почитувате семејството, жените, мајките, сестрите, да се грижите за старите. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да не се делите, да не правите кланови, да не лепите етикети, туку луѓето да ги привлекувате и врзувате околу една идеја. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да не го делите народот според верата, јазикот, етничката припадност, туку да се сплотите сите под ова македонско сонце, а македонскиот јазик да е мостот преку кој сите сложно ќе живеат. Ќе ви речеше дека идејата и борбата за слобода е поголема од личните фрустрации и предрасуди кој некој друг. Да беше Гоце жив, ќе ви речеше да учите и да се школувате, затоа што само учен човек е слободен човек. Не му мислата му е слободна, голема, широка, длабока, наоѓа решение и не чувствува страв. Да беше Гоце жив, ќе ги казнеше безмилосно сите лопови, измамници, кодоши, предавници кои си подигра со добрината и наивноста на обичниот народ. Да беше Гоце жив, немаше да дозволи идиоти и медиокритети да ја водат државата, институциите, школите и општините. Секој ќе беше таму каде што му е местото. Да беше Гоце жив, сигурно ќе се прашуваше каде сгрешил, знаејќи во какво време действувал, ќе се вчашеше кога ќе видеше дека денешниве го коцкаат така лесно она што некои луѓе со генерации се бореа. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше дека револуцијата, борбата за сопствените права, кревањето на националната свест не се води на Facebook, ниту анонимно на Твитер, дека не се води од по дома на топло со коментари и пораки, дека не се води со плукање, вреѓање и простотила, туку на терен, меѓу народот. Со добра мисла, со честност, со правичност, со цврст став, со волја и решителност. Да беше Гоце жив, ќе ве подучеше да не се мешате во туѓа работа и секој да го работи тоа што најдобро го знае или за што учел школа. Имено, дури пред 100 и кусур години се знаело кој делел памет, кој бил во шума, кој набавувал храна, кој се борел, а кој градел. Денес сите знаете се. Само затоа што имате интернет и Google и затоа што мајките дома ве фала дека сте најубави и најпаметни, затоа сме нова дереđe. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше дека на македонецот непријател не му е ниту албанецот, ниту бугаринот, ниту турчинот, ниту пак србинот, гркот, влавот, американецот, русинот, англичанецот, никој од нив. Туку вашата поматена свест, изместени вредности, неодлучност, површност, злоба, поделеност, нерешителност и кукавичлук. Другите не ви се криви, сами сте. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да престанете да ширите полуфабрикувани информации кои некој ги напишал на анонимен профил на социјални мрежи, туку да прочитате некоја книга од релевантен автор, целата. А потоа уште една и уште една. И дури тогаш да не глумите дека сте интелектуалци, туку само дека сте пристојно информирани. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да ја почитувате културата и уметноста, да отидете на изложба, да отидете во филхармонија, на опера, на балет и да нахраните душата со нешто убаво, со нежно, со нешто што ќе ве направи подлабоки, попромислени, поголеми. Ќе ви кажеше дека се труете со шунт, кич. Да беше Гоце жив, ќе ги избркаш и пратеше на завод за вработување сите мрзи паразити од државната јавна управа, ќе им го провереше дипломите на еден куп морони кои држат позиции, ќе ги вратеше назад пак тестот за интегритет и потреба за психолошки тест за функционери, но ќе воведеше и за пратеници и за министри. Да беше Гоце жив, ќе го ресетираше судството од корен. Шарените вереа, нема правда, нема мир. Правда не добивме, се смирија чим добија власт. Правдата остана само надеж и идеал за станувачите. Да беше Гоце жив, ќе ги заштитеше докторите од насилници будали. Ќе се обидеше секој оној кој сака да се врати од Германија да дојде да работи на подобри услови, за секој неспособен, приушен и лош доктор, ќе му земеше лиценцата. Да беше Гоце жив, ќе му се одмилеше животот. Затоа што денес македонецот има се. Има коли, има станови, има храна, има одмори, дребули, но нема душа.
нема чест, нема образ, нема храброст, нема срце. Не знам дали се ова буквално истото би го направил докато денес Гоце беше жив, ама знам дека тоа е мој став, моја кауза и моја борба. Слава ти, Гоце. И да додадиме, ако може тамо, да беше Гоце жив, немаше да дозволи ЦДСМ да биде на власт, а Талат Џафери премиер. Така е.